Предлог буџетот за 2017 година, проектиран на над 27 милиони евра, се најде пред советниците на денешната 60-та седница на Советот на општина Битола. Според советниците од владеачкото мнозинство, буџетот за наредната година е реален и има развојна компонента, а во него се предвидени финансиски средства за капитални проекти, кои ќе го подобрат животот на граѓаните во општина Битола. Дека е содржана развојната компонента, зборува фактот што само за капитални расходи, односно изградба и реконструкција на локални патишта, оваа година се предвидени 100 милиони денари. Во програмата Спорт за изградба на стадионот под Тумбекафе, исто така 100 милиони денари. Во едногодишните програми за капитални расходи, поготово во ставката изградба на улици, патишта и други градежни објекти, се планирани 173 милиони 670.700 денари. Или во вкупен буџет, капиталните расходи изнесуваат 54%. Според опозицијата, и за наредната година е проектиран нереален и неостварлив буџет, бидејќи и досега во пракса се докажало дека не се постигнува посакуваното ниво на реализираност. Со оглед на тоа што овој буџет кој што денес ни се предлага е 1 милион поголем од минатогодишниот основен буџет, значи ние сме скептици дека овој буџет ќе биде остварен, како на приходната, така и на расходната страна. Со оглед на тоа што пред една седница имавме извршување на буџетот до третиот квартал, каде што спредувајќи ги податоците во извршувањето на буџетот за 2016 година, процентуално негде околу 50% беше извршувањето, додека нашето предвидување до крајот на годината да има околу 70 до 75% од основниот буџет на општина Битола кој што беше донесен за 2016 година. Од опозицијата повторно истакнаа дека и со предлог буџетот за 2017 година не се предвидени финансиски средства за планинарскиот дом Копанки, на што од владеачкото мнозинство одговорија дека неговата реконструкција ќе биде извршена со средства од централниот буџет.